Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска 24 февруари 2016 година еви ги вестите кои го одбележаа денешниот ден. Стручњаците од аграрот велат дека не се памети ваков ран развој на цветните папки кај овошките, особено кај праските, што може да резултира со огромни штети доколку температурите се спуштат минус 3 степени. Овоштарите од тиквешијата силно ги чувствуваат климатските промени кои годинава предизвикаа многу рано да започне сокодвижењето во овошните насади. Во целата тиквешија насекаде бадемот е целосно расцветен, кајсијата е во фаза на цветање, а започната е и развивањето на цветните папки кај праските во Росуман, каде се наоѓа повеќе од 1/3 од вкупните насади со праски во Македонија. Ова значи дека и годинава треба да се простиме од родот на бадемот и кајсијата, каде мразот ќе го изеде родот. Стручњаците велат дека цветањето на праските е во период од 25 до 17 март, кога имаме отворени цветови, а годинава тоа ќе се случи многу порано. Досега овоштарите од општина Росума не паметат ваков ран развој на родните папки кај праските, вели Стојче Несторовски, агроном во земјоделското претпријатие Душан Кирич. Ова особено се забележува кај раните сорти како што е Спринг Крес, вели Несторовски, што не значи дека нема опасност и за останатите сорти праски, кои во Душан Кирич се застапени на 260 хектари. До вчерашниот ден тие интензивно го извршуваа зимското третирање на овошните дрвца со бакарни препарати, кои може да го успорат брзиот развој на овошките, но на вакви температури тоа речиси е невозможно, тврди Несторовски. Сега се зависи од временските услови. Доколку дозволат временските услови, можеме да имаме многу добра година, но доколку температурите се симнат под минус 3 степени, ќе имаме катастрофални штети од мрзнење. Годинава во Душан Кирич се подигнати нови 30 хектари со праски и тоа со нови сорти, кои воглавном зреат во јуни, како што се Спринт Бел, Лолита, Крипсон Лейди, Бритни Лейди, Пати, Ерли Бомба, Биг Банг и Глорија, набавени од соседна Грција. Станува збор за француски, шпански и италијански сорти, кои се калемат на специјална подлога во лабораторија, објаснува Стојче Несторовски, за кои се смета дека се поотпорни и даваат повеќе приноси уште во месец јуни, освен сортата Глорија, која созрева во јули. Продолжува реализацијата на проектот за реконструкција на водоводната мрежа во општина Неготино, информира Маја Алексовска. Интензивно на терен продолжува реализацијата на проектот за реконструкција на водоводната мрежа во општина Неготино на улици во градот во должина од 8 километри. Во моментов стручни екипи се на терен и вршат градежни активности за замена на старата со нова водоводна мрежа на улица Ленинова во должина од 500 метри. Увид на работите изврши градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, кој истакна дека работите се одвиваат според предвиденото и наскоро проблемите со рестрикциите на вода ќе бидат минато. Отека имплементација на терен на проектот реконструкција на водоводната мрежа во град Неготино. Самите неготинчани знаат дека Неготино има повеќе децени проблем со водоснабдувањето, бидејќи водоводната мрежа е доста застарена, се појавуваат чести дефекти и затоа проблемите на терен кои ги имавме децени наназад и редукциите на вода, сакаме комплетно да во следниот период ги надминеме со тоа што ќе реконструираме водоводната мрежа на повеќе улици во град Неготино. Значи денес сме во населбата Саат Кула на улица Ленинова, каде што ќе се реконструира водоводната мрежа, односно каде што се започнати земјаните работи, односно ископот, и после тоа ќе следува поставување на цевоводот, со тоа што комплетно од другата страна се наоѓа старата водоводна мрежа, додека новата водоводна мрежа ќе ги добие приклучиците секое семејство кое се наоѓа на овој потек. Значи од тука сега се наоѓаме пред градинката Фемо Кулаков, 100 метра погоре е почетокот на самата реконструкција, до доле до лебарата, како што ја викаме ние неготинчани, значи до центарот на град Неготино. Тоа е должина околу 500 метри и со тоа ќе ги надминиме големите загуби на вода кои беа повеќе од 70%.
Сметам дека до крајниот рок за изведба, значи тоа е крајот на јуни месец, доколку дозволат временските услови нормално и пред рокот, ќе може да бидат приклучени сите граѓани на ова нова водоводна мрежа, а со тоа ќе ги сведеме загубите на минимум и со останатите проекти кои во тој контекст ги имплементираме, значи регулација на системот, односно регулација на самата водоводна мрежа преку неколку регулациони шахти и неколку регулациони вентили во град Неготино, со затварање на сите диви приклучоци и со поставување на водомери во секое семејство во текот на летниот период, најжешките месеци, јули и август, треба проблемите да бидат комплетно надминати. Нормално ние бараме соработка со местното население, бидејќи нормално мора да се вршат ископи и има одреден застој во сообраќајот, но тоа ќе биде за одреден временски период, кога ќе биде поставена комплетно водоводната мрежа, кога ќе бидат санирани комплетно сите приклучоци и со тоа значи ќе завршиме работата и во текот на наредното лето очекуваме Неготино да го надмине периодот на редукција на вода и тоа за цел период кој следува и мислам дека со тоа ги надминавме проблемите околу водоснабдувањето. Инаку изминатиот период се работеше на замена на старата водоводна мрежа, која беше и главниот предизвикувач на огромните загуби на вода за пиење на уште 4 улици во Неготино, и тоа улица Енгелсова, Ило Виларов, Душан Јоруков и Никола Петров. Градоначалникот Апостолов апелираше до граѓаните кои живеат и се движат по улиците каде се изведуваат градежните работи да покажат разбирање за отежнатото движење и истакна дека по завршувањето на градежните работи улиците ќе се вратат во првобитната состојба. Преку програмата за социјална заштита и година во општината ќе ги помага ранливите категории на граѓани. Ангел Данов. Програмата за социјална заштита на општина Кавадарци, која беше усвоена на една од минатите седници, има за цел да обезбеди форми на згрижување на социјално ранливите групи, форми за социјализација на маргинализираните групи, подобрување на стандардот на граѓаните, создавање услови за поквалитетни услуги на децата и младите во локалната заедница, осовременување на воспитните и образовните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови и услуги на инклузија на лица со посебни потреби. Активностите на општина Кавадарци во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон помош на социјално загрозени семејства, помош на семејства погодени од елементарни непогоди, грижа за стари лица, помош на семејства за лекување, помош на поединци во областа на културата, помош на семејства од семејно насилство. Активностите во областа на социјалната заштита кои се содржани во оваа програма ќе се финансираат од Министерството за труд и социјална политика и буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. При реализација на програмата, Советот на општина Кавадарци ќе ги поддржува институциите и издруженијата на граѓани при реализација на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од Министерството за труд и социјална политика, бизнис заедницата и заинтересирани партнери за соработка. Низ игра во куклената представа децата од детската градинка Рада Поцева Кавадарци учат за правилно однесување. Во објектот Детелинка дечињата ги согледаа грешките на главниот јунак Ванчо, информира Милица Младенова. Жагорот во градинката и насмеаните детски лица не прават срекни и не потикнуваат да направиме нешто повеќе за нив, со што ќе бидат посрекни и позадоволни. Низ најразлични игровни активности секојдневно работиме на реализирање на проектни задачи и избогатување на детското знаење, искуство и дружење, велат од детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Во таа насока, тргнувајќи од работниот објект Детелинка, вчера повеќе од видлива беше детската радост, потикната од приказната на куклена
најавената представа Медениот Ванчо, реализирана во рамки на проектот Здрави животни навики и вештини, преку која децата има можности да ги согледаат негативните постапки на Ванчо, но и поуката што тој самиот ја извлече после добиената казна. Децата разговараа за постапките на Ванчо, ги пронајдоа неговите грешки и покажаа дека секој се учи на грешките. Доброто е во тоа што ги согледавме и ги надминувавме неправилните постапки. На проектните активности од овој проект ги потикнавме и негувавме позитивните постапки, другарството, културното однесување, грижата за самите себе и за сопственото здравје, велат од објект Детелинка. Во реализирањето на вчерашната активност беа вклучени децата од воспитните групи од 2 до 6 годишна возраст, а представата им ја прикажаа воспитувачките од воспитниот тим во објект Детелинка при детската градинка Рада Поцева, Кавадарци. Во недела Кавадарци ќе биде домаќин на најдобрите џудисти од Македонија. Прилог на Ангел Данов. По успешно организираните првенства во џудо за сениори и сениорки во 2014-та и за јуниори и помлади сениори во 2013-та, по 2 години во недела 28 февруари, Кавадарци повторно ќе биде домаќин на најдобрите македонски џудисти. На првенството кое во организација на Џудо Федерацијата на Македонија, со техничка организација на џудо клубот Кожувчанка и со поддршка на градоначалникот и советот на општина Кавадарци, се очекува да настапат повеќе од 150 надпреварувачи од 15 клубови од земјава, кои ќе се борат за шампионските наслови во вкупно 14 категории, по 7 во машка и женска конкуренција. Според пропозициите, сениорите ќе се надпреваруваат во категориите до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и плюс 100 килограми, додека сениорките во 48, 52, 57, 63, 70, 78 и плюс 78 килограми. Свеченото отворање на првенството кој ќе се одржува во спортската сала Јасмин е закажано за во недела 28 февруари со почеток во 10 часот и 30 минути, а надпреварувачкиот дел ќе започне во 11 часот. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува умерен југоисточен ветер, а температурата ќе достигне до 15 степен. Во петок има повремени локални врнежи од дожд, а за време на викендот и во почетокот на работната недела времето ќе биде претежно стабилно и релативно топло. Прилогот од времето беше последен во ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.